додека NLUSD добива целосен апрувал да биде буквално рачунат како платежно средство во Америка, Ripple добива банкарска лиценца во Америка и во исто време Ripple добива full e-money license во Европа. Во Луксембург официјално пред само неколку дена, еве да видам кога е, на 2 февруари, пред само 5-6 дена, добива дозвола да работи на целата територија на Европа како компанија која што може да врши било каков тип на трансфер на средства. Значи, не, како да ви објаснам, повеќе од ова треба ли се гледа каде се тоа се движи, но како и да е, тоа е нели мое мислење, секој треба да се одлучи за себе. Ripple дефинитивно станува дел од нашето портфолио. Во исто време да се потсетиме дека не само што се обидуваат да буквално го окупираат, би рекол, целиот овој сектор на трансфер на пари на меѓународно ниво, дечките купија своја сега веќе фирма, така наречена Ripple Prime, ако се сеќавате, тоа беше во последните неколку месеци, значи имаат своја брокеридж компанија, која што верувам дека ќе биде користена за real world asset токенизација, останува да видиме на што.